Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружите заедно со мене наставничка Зорица и ќе откриеме нови две букви, а тоа се буквите, буквата Е и буквата Ж. Тоа е и целта на денешниот час, ученици, да ги откриеме овие две букви, да ги препознаваме буквите Е и Ж во напишани зборови и да се обидеме правилно да ги пишуваме големите печатни букви Е и Ж во нашите тетрадки. Овие две букви и Е и Ж се пишуваат само од прави линии. Еве забележете. Хоризонтални, вертикални и коси прави линии. Така. Сега да забележиме во која насока треба да се пишуваат буквите Е и Ж. Од каде треба да почнеме? Како и секоја друга буква, линиите се повлекуваат од озгора надолу. Еве вака. Гледајте во буква Е. Од озгора надолу и три хоризонтални линии еднакви по должина. И за Ж, погледнете во буква Ж, од озгора надолу вертикалната линија, а потоа ги запишуваме косите линии и добиваме букви Е и Ж. Тоа во вашите тетрадки би изгледало еве вака. Ајде сега во нашата азбука да ги пронајдеме буквите Е и Ж. Каде се? Така е. Тоа се седмата и осмата буква по ред од нашата азбука од вкупно колку букви? Вкупно 31 буква. Сега подготви ја твојата тетрадка по македонски јазик, земи едно остро моливче, запри го видеото и напиши по еден ред голема печатна буква Е и еден ред голема печатна буква Ж, а дури потоа продолжи. Еве вака, со мало растојание помеѓу буквите. Сега следува играта Откри го натрапникот. Кој натрапник ќе го откриваме? Ке слушнеш и ке погледнеш имиња на три слики. А потоа треба да откриеш во кој збор не слушна, односно нема запишано ниту буква Е, ниту буква Ж. Почнуваме. Три слики, три збора. Мач, дрво, ножица. Во кој од овие три збора нема запишано ниту Е, ниту Ж. Доколку одлучи дека тоа е зборот дрво, ти си во право. Следни три збора. Када, креда, желка. Во кој збор нема Е, нема Ж? Тоа е зборот када, така е. Жирафа, елен, грашок. Грашок е натрапникот во овој случај. Зелка, лажичка, моркови. Каде нема Е, нема Ж? Кој ли е натрапник во овие три збора? Така, моркови, нема буква Е и буква Ж. И последните три слики, деца, куќа, еш. Го ја пронајдовме куќата како натрапник. Доколку успеа 4 или можеби сите 5 пати да го откриеш натрапникот, браво! Ти успешно ги пронаоѓаш буквите Е и Ж во слушнат и во запишан збор. А сега повторно земи ја твојата тетрадка, каде напиша по еден ред Е и Ж, земи го и линеарот, оној со форми, и комплетот со дрвени боички, и со најмалото кругче нацртај според дадениот пример. Ајде, сопри го видеото и нацртај ги овие примери под редовите Е и Ж што се. 1, 3 празни кругчиња. Број 2, 3 празни кругчиња на крајот на редот, број 3 и 3 празни кругчиња. Што значат? Секој број и кругчињата покрај него всушност се збор. Наша задача е да откриеме каде се наоѓа буквата Е. Доколку се наоѓа прва во зборот, го боиме првото кругче. Доколку се наоѓа на средина помеѓу првата и последната буква, го боиме второто кругче, а доколку се наоѓа на крајот на зборот, го обојуваме третото кругче. Почнуваме. Пронајдете ја буквата Е во зборот елка и обојувате во првиот збор овде. Ајде, обој, а потоа продолжи. Вториот збор
Доколку си готов, продолжи. Вториот збор е зборот училиште. Каде ли во овој збор е запишана буквата Е? Во вториот збор пополнуваш кругче. Кога ќе бидеш готов, продолжи на третиот збор, а третиот збор е прозорец. Пронаоѓаме запишана буква Е во прозорец и пополнуваме овде. А сега, во следните 3 зборови ја бараме буквата Ж. Значи, под број 4 ја бараме буквата Ж и пополнуваме кругче, обојуваме кругче овде. Тоа може да биде со зелена боичка 4, 5 и 6, за да се разликуваат редот Е од редот Ж. Доколку ја пронајде буквата Ж во полжов и обои соодветно кругче, продолжи на петиот збор, а петиот збор е жераф. Во жераф буквата Ж ја гледаме дека е каде? Обои тука. И продолжи на последниот збор каде што ќе ја бараш буквата Ж во морш. Зборот морш обојуваме под број 6. И сега, од кога ќе бидеш готов со сите 6 обоени полиња, можеш да ја провериш твојата точност. Доколку и твоето решение изгледа вака, браво! Повторна игра. Со оваа игра ученици ќе дознаеме која буква Е или Ж е позастапена во нашето секојдневно говорење, односно пишување. А како ќе го направиме тоа? Замислете си дека сте добиле задача за многу кратко време овие 2 кутии да ги наполните со играчки. Ама играчки чии што имења вие ќе ги смислите. Во Е кутијата може да ставате, еве во оваа Е кутија, може да ставате само играчки кои во своето име задолжително имаат буква Е, било каде во зборот. А во кутија Ж, еве ова, ќе ставаме играчки кои задолжително содржат Ж. Што мислите? Која кутија ќе успеете да ја наполните побрзо? Какви зборови ќе ви биде полесно да смислите што содржат Е или што содржат Ж? Ајде да видиме. Значи, земи ја твојата тетрадка и под она каде што обојуваше сега нацртај 2 големи правоаголника како на сликата, тоа ќе ти бидат кутија Е и кутија Ж. Почни да измислуваш зборови и за секој збор што ќе го смислиш, збор на играчка, ставај по едно кругче во соодветната кутија. Например, ако го замисли зборот чеканче, во кутијата Е нацртај едно празно кругче. А доколку замислиш жичка, жица, нацртај кругче во кутијата Ж. Запри го видеото. Почни ја твојата бура од идеи со зборови. Имаш време од 5 минути. Можеш да гледаш на часовникот, пополнуваш кутии точно 5 минути, а потоа се враќаш на активностите од часот. Запри го видеото и започни со твојата активност. Ученици, додека работевте вие, истото се обидов да го направам и јас. Смислив голем број на зборови кои сега заедно ќе ги сместуваме во 2 кутии. Јас ќе го кажам зборот, а вие ќе ми кажете каде да го ставам, во кутија Е или во кутија Ж. Ајде, грозје. Каде да го сместиме зборот грозје? Во Е или Ж? Што содржи во своето име? Буква Е или буква Ж? Се разбира во кутијата Е. Поминуваме на друг збор, друга играчка, глувче. Во името на глувче, повторно во кутијата Е го ставивме Еш. Значи ова зборче, оваа играчка содржи Е и Ж. Па токму затоа ќе го сместиме и во кутијата Ж и во кутијата Е. Ајде размислете за зборот гасеница, која буква ја гледате? Така е, во кутија Е. Геврек. И геврекот повторно во кутија Е, забележуваме дека кутијата Е многу побрзо се полни. Продолжуваме. Зборот нож содржи Ж и затоа го сместуваме во кутија Ж. Така. Штурец. А овој штурец оди повторно во кутија Е. Прозорец. И прозорецот го сместуваме во кутија Е, бидејќи содржи буква Е. Жирафа.
жирафа. Точно, буквата Ж е на почетокот и затоа жирафата оди во кутија Ж. Полжав. Повторно ставаме име во играчка во кутијата Ж. Сладолед. Сладолед. Погледнете, запишан збор. Така е. Буква Е, кутија Е. Ножица. Ножицата оди во кутијата Ж. Се полни полека и кутијата Ж, ученици. Забележуваме, нели? Елек. Така, според елек дури 2 букви. Така е, затоа го сместуваме тука. Куче. И кучето ќе ги дружи играчките во кутијата Е. Гердан. Која буква ја гледаме во гердан? Повторно Е. Детелина. Дури 2 букви Е и детелината оди во кутија Е. Жаба. Жабчето ќе скокне во кутија Ж. И ова мислам дека е последниот збор на кој што се присетив во 5 минути, а тоа е елен. Со 2 букви Е, еленот оди во кутија Е. Ученици, што откривме? Така, буквата Е поприсутна во нашето зборување и пишување. Погледнете, кутијата Е е многу пополна отколку кутијата Ж. И за домашна задача, напиши по 2 реда буква Е, 2 реда буква Ж, а во 5-тиот ред наизменично пишувај ги 2 букви. Еве вака од прилика би изгледало твоето домашно, а на крај нацрта едно празно облаче и во него нешто кое што во своето име содржи и Е и Ж. На мој предлог Еже, Жапче, Желка, Пежо, има и други, верувајте. Се надевам дека лесно и успешно ќе ја завршиш твојата домашна задача. До видување, до следното видување.